Кратки најави за денес. Владата ја замрзна цената на белиот леб. Охридски водовод од регулатор побарал 70% зголемување на цената на водата. Одложено рочиштето за случајот Пендиков. Жената треба да биде вработена, се изјаснаа охриѓанки и стружанки на анкетата на ТВМ. Црвен крст Охрид ќе отвора социопсихолошки совет. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во првата половина од денот претежно сончево со локална облачност и топло време. Попладне зголемување на облачноста која доцна попладне и вечерта ќе донесе нестабилно време со врнежи од дожд. Во текот на ноќта кон среда слаби и само локални врнежи од дожд. Утре над најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето нестабилно со врнежи од дожд. На север од Европа снег. Во останатите делови од стариот континент времето ќе биде стабилно со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во среда умерено облачно и нестабилно време. Ќе има локална облачност, ќе биде посвежо со пад на температурите. На планините врнежи од снег, на југ од полуостровот умерено облачно со сончеви периоди. Максималните дневни температури на Балканот од 6 до 19 степени Целзиусови. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно облачно и нестабилно време, ќе има слаби локални врнежи од дожд и до умерен јужен и југоисточен ветар и дури со брзина до 15 км на час. Минималните температури од 2 до плюс 10 степени, максималните од 7 до 15. Во Охрид во среда времето облачно со врнежи од дожд и ниски температури. Ќе дури слаб источен ветар, минималната 7, дневната 10. Во четврток облачно и нестабилно време, ќе има врнежи од дожд и дневна температура до 10 степени, а во петок и сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура 5, односно 4, дневната 8, односно 7 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Бош и Дивол. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Чипси 230 грама 89 денари. Индиски ореви 69 денари. Фрикон помфрит 1 кг 125 денари. Штрудла постна 69 денари. Посен еврокрем 69 денари. Супа кокошкина 27 денари. Сајос боја за коса 249 денари. Сајос шампон 229 денари. Бекутан влажни марамици 72 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Владата ја замрзна цената на лебот на 33 денари и го укина субвенционирањето на струја за производителите. Намерата е да не дозволиме едни да плаќаат, а други да се богатат, кажа премиерот Димитар Ковачевски. Иако производителите добиваат субвенција од државата, цените на производите не ги намалија или ги намалија незначително, кажа на денешната пресконференција премиерот. Владата пресече за цената на лебот. Белиот и полубелиот леб со тежина од 450 грама ќе се продаваат по фиксирана цена од 33 денари од утре до 31 мај. Иако производителите добиваат субвенција за електрична енергија, цените на производите не ги намалија или ги намалија незначително. Крајната цел на субвенцијата, како што нагласи премиерот Димитар Ковачевски, беше да се овозможи пониска цена на производите за граѓаните, па оттука мерката се укинува. Намерата е да не дозволиме едни да плаќаат, а други да се богатат, кажа премиерот. Нема да дозволам неоправдано покачување на цените по извршените проверки од државниот пазарен инспекторат. Ова се однесува на дел од производителите на основни прехранбени продукти, дел намалија од 7 до 12%. Затоа денес ја укинавме оваа мерка. Ке се снабдуваат со струја согласно законот за енергетика. Антикризните мерки во време на глобална криза не ги донесовме за едни да бидат повластени, односно поповластени од други. Антикризните мерки не ги донесовме за едни да плаќаат, други да се богатат. Антикризните мерки не беа донесени со цел да удрат по джебот на граѓаните и да бидат на штета на граѓаните, а на бенефит на поединци. Дел од мерките насочени кон компаниите производители на основните прехранбени производи беа со една единствена цел: субвенциите од државата да овозможат да се намалат цените на основните производи, за на тој начин да им се помогне на граѓаните. Министерот за економија Крешник Бектеши објасни колкави се цените на горивата, струјата, брашното кои што влијаат на формирање на цената на лебот. Според него, максималната цена за 450 грама на бел леб треба да биде 32 денари. Бектеши дода дека во одредени градови има цени на леб и пониски од 32 денари. Согласно извештајот од Државниот пазарен инспекторат, во одредени градови во нашата држава има цени и пониски од 32 денари. Цените на белиот леб и полубелиот леб во Северна Македонија се движат од 28 денари до над 40 па до 45 денари во зависност од производителите. Ако е логично да има толку голема разлика во производството на одреден леб, изборуваме само за два вида на леб, од големата лепеза на производство што ги имаат производителите, значи ние мислиме дека не е во ред и секако дека тоа што е поддршка од страна на владата треба да им се врати
на граѓаните и на потрошувачите. Тој ги повика пекарите да разговараат за да се најде соодветно решение преку одржливи одлуки и да има добитно решение и за граѓаните и за производителите. Министерот напомена дека производителите мора да ги почитуваат законските одредби во државата, за што се грижат Државниот пазарен инспекторат, Комисијата за заштита на конкурентноста и Организацијата на потрошувачи. Пекарите вчера упатија закана дека ќе престанат да произведуваат леб по излегување на одлуката за замрзнување на цената на лебот во Службен весник. Пекарско-мелничарската индустрија смета замрзнувањето на цената на 33 денари неминовно води кон затварање на компаниите, од сите веќе бележат загуби или се на нула. Охридските пекари немаат конкретен став дали ќе престанат со производство на леб. Загрижени од најавите ја чекаат конечната одлука на владата, пошто ќе донесат решение дали ќе произведуваат леб на пазарот. Јавното предпријатие Водовод Охрид доставило барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги да се зголеми цената на водата за 70%. Председателот на Регулаторната комисија Марко Бислимовски вели дека ваквото барање е нереално, со оглед дека државата им ја субвенционира цената на струјата на јавните предпријатија. Корекција на тарифата за вода поради зголемена цена на електричната енергија покрај Скопје побараа и општините Охрид, Кочани и Ресен. Охрид побара најголемо зголемување на цената од 70%. Ние барањето го разгледуваме, но тоа е нереално. Ќе ја зголема цената на водата за 70% за да може да бидат фабрика за вработувања. И докаде ќе тераме? На крај ќе немаме вода, напиша во својата објава на Facebook Бислимовски. Како што доаѓаа во Регулаторната комисија и се жалеа дека имаат висока цена за електрична енергија, а ние бевме институција што во целиот процес не гледавме кој од каде е. Апсолутно ги поддржавме за овие јавни комунални предпријатија да имаат субвенционирана цена. И таа сега ја користат, додава Бислимовски, посочувајќи дека цената на електричната енергија за јавните комунални предпријатија е субвенционирана од државата и таа субвенција ќе продолжи и во наредните месеци. Откако регулаторна ќе донесе одлука за новите тарифи, управните одбори на јавните предпријатија треба да донесат предлог одлука за нова цена, а потоа таа треба да биде усвоена од Советот на општината со мнозинство гласови. Основниот суд Охрид денеска одлучи да го одложи првото рочиште за нападот врз Христијан Пендиков, секретар на бугарскиот клуб Цар Борис III. Судот го прифати барањето за одложување на одбраната на обвинетиот за напад. Според адвокатите на одбраната, случајот е исполитизиран. Во судот не пристигна оштетениот Пендиков. Неговиот адвокатски тим се уште ја нема обезбедено адресата на која судот треба да испрати покана за Пендиков да присуствува како сведок на следните рочишта. Првото рочиште од судскиот процес за претепувањето на секретарот на бугарскиот клуб Цар Борис III во Охрид се одложи на барање на адвокатите на обвинетиот. Тие побараа да им бидат доставени сите докази со кои располага обвинителството, пошто обвинетиот ќе може да се произнесе за вина. Со ова се согласи судијата Бојан Мартиновски и го закажа следното рочиште за 5 април. Обвинетиот за напад врз Христијан Пендиков Илија Спасески, според обвинителството се товари за дело извршено од омраза поради национална и етничка припадност. Не е точно дека Спасески го нападнал Пендиков по национална основа, тоа е исполитизирана работа, изјави адвокатот Димитрија Цобоски, бранител на обвинетиот. Како може да биде напад од омраза кога неговиот татко спасуваше бугарски државјани во големата бродска несреќа, кога тој малиот прв беше кој кажа дека тоне бродот и кој е воспитан во еден дух секого да сака, најмалку да мрази па било кого. Сега размислете дали може да биде омраза или на ова се дава еден политички акцент, призвук кој што се исполитизира до едни страшни граници кои се може да штети на целата постапка. На прашањето за мотивот за тепачката, тој рече дека мотивите за кои се товари неговиот клиент ке треба да ги докаже обвинителот. Во судот денеска не пристигна Пендиков. Според Цобоски за одбраната не е неопходно неговото присуство на судењето, иако според него и покрај повредата Пендиков можел да допатува на рочиштето.
Адвокатот на оштетениот Пендиков Стефан Камишевски посочи дека не знаат кога тој ќе дојде од Бугарија, кажа дека отсуството е поради медицински причини. На прашањето зошто не се појавил на суд поради потешкотии со говорот, а во Бугарија даде неколкучасовно интервју, адвокатот со одговор: Не сум го гледал тој интервју, да бидам искрен. Судот побара адреса за да испратат покана за Пендиков да присуствува како сведок на следните рочишта. Ќе се појави штом заврши со лекувањето. Адресата кога ќе ја дадете неговата адреса, судот ја побара и денес. Кога ќе ми ја каже, ќе ја доставам до судот. Адвокатот на Пендиков најави дека како оштетена страна ќе имаат оштетно парично побарување во текот на постапката. Инаку инцидентот со Христијан Пендиков се случи на 19 јануари во кафе бар во Охрид. Пендиков веднаш по инцидентот со авион беше транспортиран на лекување во Бугарија, каде се уште се наоѓа и каде од бугарските власти доби државјанство, стан и обезбедување. Во Охрид ќе започне да функционира психосоцијално советувалиште збор по збор во рамки на Црвениот крст. Тимот стручни лица ќе работи на подобрување на менталното здравје кај деца и млади, адолесценти и возрастни лица од Охрид и регионот. Во рамки на Црвен крст Охрид ќе започне со работа психосоцијално советувалиште збор по збор. Тим составен од психолози, педагог и социјален работник преку советување, користејќи методи на разговор, сугестија, интроспекција, наблюдување, ќе работат на подобрување на менталното здравје кај деца и млади, адолесценти и возрастни лица од Охрид и регионот, информираат од Црвен крст. Социјална анксиозност, негативни емоции и чувства, училишни проблеми поврзани со успехот во учењето, внимание и концентрација, стрес на работно место, анализа на професионалните способности и компетенции, животни искуства, предизвици, лични избори, стресни и травматски искуства се само дел од проблемите кои се јавуваат во секојдневниот живот и кои го отежнуваат функционирањето на личноста, а за кои ќе може граѓаните да добијат помош и советување. Правото на дискреција на клиентите е загарантирано со етички кодекс на психолозите на Македонија. Разбијте ги стереотипите и предрасудите, мислете на себе и своето здравје и верувајте дека психосоцијалното советување во многу може да придонесе во правилно и навремено справување со стресот и подобрување на начинот на вашето живење, велат од Црвен крст Охрид. Повеќе информации и закажување во просториите на Црвен крст Охрид секој работен ден од 9 до 15 часот. Статистиката за уделот на жените во работната сила покажува дека економската независност и понатаму е предизвик. Зајакнувањето на жените преку намалување на стапката на невработеност, поддршка на женското предприемништво и поголемо учество на жените во креирањето на политиките на локално и национално ниво е исклучително важно за постигнување на родова рамноправност, а со тоа и напредно општество. ТВМ спроведе анкета за тоа како жените од Охридско-Струшкиот регион гледаат на потребата од нивна економска независност. 2/3 од економски неактивното население во земјава се жени. Ниски 39% од работоспособните жени се вработени. Само 30% од бизнисите се во сопственост на жени. Ваквата статистика ја нагласува потребата од создавање можности и услови за поддршка на економското зајакнување на жените. ТВМ спроведе анкета за тоа како жените од Охридско-Струшкиот регион гледаат на потребата од нивна економска независност. 95% од анкетираните сметаат дека жената треба да биде вработена без оглед дали нејзиниот партнер заработува доволно за обезбедување на потребите на домаќинството и семејството. 70% од анкетираните се вработени во приватна фирма, 10% собственичка на бизнис, исто толку невработени, а по 5% одговориле дека работат во јавна администрација или како фриленсери. Жените од регионот ги следат информациите кои се однесуваат на можностите и мерките од надлежните институции за вработување, самовработување или пак за стекнување одредени вештини, доквалификации, преквалификации кои ќе ја подобрат нивната позиција на пазарот на трудот или ќе им помогнат да започнат собствен бизнис. 60% од анкетираните одговориле дека се информирани во врска со мерките и можностите за вработување и самовработување. Половина од анкетираните одговориле дека во некоја прилика се соочиле со дискриминација при аплицирање за вработување. Желбата да работи за себе и да има поголема заработка е главен мотивацијски фактор кој би ги поттикнал да започнат со собствен бизнис.
При тоа, најголем дел од нив себе си се гледаат како предприемачки во услужните дејности. Најмногу одговориле дека сакаат да отворат угостителски објект, потоа козметички салон. Дел одговориле дека се пронаоѓаат во трговијата и маркетингот. Но на што ги спречува е недостигот на финансии. 45% од анкетираните одговориле дека немањето стартен капитал е пресудно што не отвориле собствен бизнис. 25% одговориле дека немањето доверба во собствените предприемачки способности се пресудни како ограничувачки фактор. Мал дел се изјасниле дека немањето поддршка од семејството и околината или несигурност од балансирањето меѓу приватниот живот и обврските ги одвраќаат од размислувањето да се пробаат како предприемачки. Од анкетираните 80% се од Охрид, најголем дел од возрастната група од 36 до 55 години или 50% и од 26 до 35 години 35%. 80% од анкетираните одговориле дека се со висока стручна спрема факултетско образование. ТВМ анкетата ја спроведе во текот на месец февруари преку алатката Engage Citizen Reporting. Во полицискиот билтен пожар на возило, марихуана и бесправна сеча на галичица. Вчера напладне во Савара Охрид било пријавено дека на булеварот Туристичка настанал пожар во патничко возило Југо во движење со охридски регистарски ознаки управувано од 70 годишен жител на Пештани. Повредени лица нема, а интервенирала територијалната противпожарна единица. Во 22 часот на булеварот Железничка полициски службеници од Савара Охрид привеле 24 годишен охриѓанец. При преглед во патничко возило Ауди со охридски регистарски ознаки која го управувал била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Савара Охрид поднесе кривична пријава против 63 годишен жител од селото Љубаништа поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Во текот на 2022 година пријавениот како вработен во Национален парк Галичица ја злоупотребил својата службена положба и овластување на начин што на катастарски парцели во владение на Национален парк Галичица свесно дозволил бесправна сеча на 377 стебла и со тоа се стекнал со противправна имотна корист во износ од 114.150 денари, информира портпаролот на Савара Охрид Стефан Димовски. Утре, 1 март, среда и на 2 март, четврток, ќе се изведуваат градежни активности за рехабилитација со асфалтирање на крстосниците на улицата Македонски просветители со улиците Димитар Влахов и Партизанска. Поради тоа на двете крстосници ќе има изменет режим на сообраќај. Од општина Охрид ги известуваат сите учесници во сообраќајот да се придржуваат согласно изменетиот режим на сообраќај и по можност во текот на наредните 2 дена да не сообраќаат на посочените крстосници и да го избегнуваат движењето во централното градско подрачје. Да ги погледнеме и вестите од светот. Српскиот председател Александар Вучич, кој во Брисел отворено разговараше со шефот на европската дипломатија Жозеф Борел и специјалниот пратеник на ЕУ Мирослав Лајчак. По таа средба се огласи на социјалната мрежа Инстаграм. Им благодариме на сите кои им имаат доверба во својот државен врв и веруваат дека ќе го направиме најдоброто за нашата земја, напиша Вучич. Косовскиот премиер пак Албин Курти денес изјави дека е можен договор меѓу Белград и Приштина до крајот на годинава. Пред средбата во Брисел, тој кажа дека Белград и Приштина имаат цел оваа година да склучат важен договор за нормализација на односите и дека тој нема да биде мазен и покрај зголемениот ангажман на Западот. Украинскиот председател Володомир Зеленски изјави дека војната ситуација околу градот Бахмут станува се потешка. Во ноќното видео обраќање тој кажа дека ситуацијата околу Бахмут постојано се влошува, а руските сили постојано уништуваат се што може да се искористи за јакнување и одбрана на украинските сили. Бахмут, град во Донбас во источна Украина, е во фокусот на борбата со месеци, а од 70.000 жители кои живееле во Бахмут пред почетокот на војната, само 10.000 луѓе останале во градот.
Американските федерални агенции имаат 30 дена да ја отстранат TikTok, популарната апликација во кинеска собственост од нивните уреди, нареди Канцеларијата за управување и буџет на Белата куќа. Апликацијата за споделување видео содржани во собственост на кинеската компанија ByteDance се најде на удар на американските пратеници кои сметаат дека апликацијата е закана за националната безбедност за нејзината употреба. Веќе беше забранета на крајот на декември на сите официјални уреди под јурисдикција на САД. Оваа забрана доаѓа 4 дена откако Европската комисија пак им нареди на своите службеници да го отстранат TikTok од официјалните и приватните мобилни телефони, наведувајќи ја заштитата на институцијата како причина. Во Северна Кореја пак родителите на дете за кој е утврдено дека гледало холивудски филмови ќе завршат во логор за принудна работа 6 месеци. Самите деца за кои ќе се утврди дека го гледале филмот ќе се соочат со незамислива 5-годишна казна. Претходно родителите прогласени за виновни за злосторство може да се извлечат со строго предупредување. Пјонгјанг вовел така наречен Инминбан, задолжителен состанок за наблюдување во соседството каде наредбите на режимот се пренесуваат до заедниците. Намета не се само љубителите на филмовите, бидејќи Ким Џонг Ун најави серија построги мерки во однос на танцувањето, зборувањето и пеењето. Секој кој ќе биде откриен дека се однесува како јужнокореец, ќе добие и 6 месечна казна како нивните родители. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!